Јавноста не знае дека првично фабриката за чипс беше најавена како инвестиција која требаше да се реализира во индустриската зона Шабени. Но и тоа не се случи. Тоа е Никола Груевски. Нереални инвестиции и лаги преку медиумската пропаганда платена со пари на граѓаните. Во реалноста, граѓаните остануваат без работа. Затоа се потребни реформи за слободни медиуми, граѓаните да ја знаат вистината. За жал, проблемите на фабриката за чипс се само пример за битолската економија која се наоѓа во постојан пат. Фабриката за шекер 4 ноември Битола е под стечај. Екс-заменик министерот за земјоделие од ДПМНЕ на почетокот од 2015 година најави дека ќе се сади репа и дека шекерана ќе работи. Денес шекераната е под стечај. Факт е дека ниту Владимир Талевски не направи ништо за вработените. Дури и пивара Битола, на чие отварање не е згодно да се појави првиот човек на градот, денес има сериозни проблеми во своето работење. Трикотажа Пелистер, фабрика која работеше над 90 години, денес е под стечај. Податоците покажуваат дека влошувањето на резултатите во работењето не е само кај големите фирми. Профитот на сите фирми во земјава лани се намалил за 39%, а дури 37% од сите фирми во земјава лани работеле со загуба.